Обезбедени се финансиските средства за реализација на мерката зелена нафта за земјоделците, и тоа започнувајќи уште од оваа година. Во Министерството за земјоделство веќе била изработена методологијата за распределба на помошта, што според министерот Николовски ќе обезбеди важна подршка за земјоделските производители во однос на намалувањето на трошоците. Примината неделната посета на Кочанскиот регион, тој рече дека се очекуваат неколку законски прописи, меѓу кои и оној за зелената нафта, да се најдат на усвојување во парламентот на средината од оваа недела. На 2 мај во собранието на пленарна сесија се 6 закони кои што се во делот на земјоделството, кои што се во функција интерес на земјоделците. Оваа мерка за воведување на зелена нафта за земјоделците преку добивање на платежни картици кои што ќе ги добијат од страна на платежната агенција, односно зелена карта каде што ќе се евидентира износот кој што го имаат на основа на површините кои што ги поседуваат и на основа на нивното производство, значи ќе добијат соодветен износ кој што може да го користат. Сето тоа е внесено во законската рамка. Очекувам дека веќе ќе бидат објавени овие закони кои што веќе се во второ читање. Николовски истакна дека Министерството за земјоделство ќе продолжи со исплатата на поддршката за земјоделците, без разлика дали станува збор за директни плаќања, односно субвенции или пак друг вид финансиска помош. Започнавме вчера со исплата на обештетувањето од 2017 година. Го сменивме законот за персонален данок и веќе оваа година земјоделците до 1 милион денари ќе бидат ослободени од персонален данок. Ја воведуваме оваа година зелената нафта. Со тоа земјоделците добиваат и навремени и редовни субвенции, ќе имаат и помали производствени трошоци, но и се поголема поддршка од државата. Според министерот Николовски, освен овие мерки, во ресорното министерство се работи и на воведување нови развојни мерки кои се дел од програмата за директни плаќања, како и од програмата за рурален развој.